Ќе видиме заедно каква е статистиката во Струмица. Што вели СВР Струмица на оваа тема, каков е нивниот регистар и дали кампањите кои што ги реализираат надлежните даваат ефект? На сите овие прашања одговори ни дава колегата Ване Трајков од Струмица. Ване, повели какви се податоците од Струмица? Повтор пат поздрав од Струмица, од плоштадот, за мене централното градско подрачје. Она што би сакал да го соопштам во овие моменти е дека Струмичката полиција или секторот за внатрешни работи од Струмица изминатиот период или изминативе години постојано дава акцент на превентивните акции или пак оние превентивни акции кои што се меѓу учесниците во сообраќајот, се со цел за подигнување на јавната свест, превентивно, но се некогаш и репресивно со оглед дека се потребни некогаш казни за сите оние кои што не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Каква е состојбата на подрачјето на секторот за внатрешни работи или впрочем во Југоистокот разговараме со Александра Трајанова, портпарол на секторот за внатрешни работи од Струмица. Трајанова, реков дека вие како институција водите превентивни акции, но некогаш и репресивни. Но најпред се, каква е статистиката за првите 6 месеци ова 2024 година во делот на сообраќајните незгоди или несреќи? Најнапред, добро утро. На подрачје на секторот за внатрешни работи Струмица, во периодот од јануари до јуни 2024 година се случиле 187 сообраќајни несреќи. Значително е да се напомене дека во овој период од годината, споредбено со истиот период лани, бележиме намалување на бројот на сообраќајни несреќи со загинати и повредени лица. Именно во првите 6 месеци од оваа година се случиле 6 сообраќајни несреќи со загинати лица, за разлика од истиот период лани, кога бројот на сообраќајните несреќи бил 7. Во однос на сообраќајните несреќи со повредени лица, во првите 6 месеци од оваа година се случиле 118, а во истиот период од 2023 година на подрачје на секторот се случиле 120 сообраќајни несреќи со повредени лица. Морам да напоменам дека најчеста причина за сообраќајните несреќи е брзото возење, но оно што како го покажува статистиката на СВР Струмица е дека во првите 6 месеци од оваа година бележиме значително намалување на бројот на сообраќајни несреќи во кои причина бил алкохолот. Именно во периодот од јануари до јуни 2024 година се случиле 16 сообраќајни несреќи помалку во споредба со истиот период лани, во кој причина за случувањето било управување возило под дејство на алкохол. Трајанова, и во самиот вовет реков дека СВР Струмица дава акцент на превентивните активности. Едноставно, постојано секторот за превенција е на улиците и со некакви акции, едукации, делење брошури, проспекти во однос на подигнување на јавната свеска и возачите или учесниците во сообраќајот. Какви се акции имате реализирано во изминатиот период? СВР Струмица преку Одсекот за превенција, но и преку полициските службеници од полициски станици и полициски оделенија, секојдневно преземаат низа превентивни мерки и активности во рамки на проектите кои ги реализира Министерството за внатрешни работи, меѓу кои би ги споменала стоп за возење под дејство на алкохол, паркирај совесно, паркирај одговорно, носи кацига, вози безбедно, летувај, не летај, стави појас и многу други. Полициските службеници во непосреден разговор со граѓаните и преку делење на летоци ги потсетуваат за нивните законски обврски да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, а сето тоа за поголема безбедност на сите учесници во сообраќајот. Една таква активност беше реализирана и во текот на вчерашниот ден, кога на 2 локации на подрачје на Струмица полициски службеници од Одсекот за превенција од полициската станица за безбедност на сообраќајот на патиштата при СВР Струмица реализираа превентивна активност во чест на Светскиот ден на сеќавање на жртви во сообраќајни несреќи, кој секоја година се одбележува во недела во третата седмица од месец ноември. Оно што деновиве континуирано се презема се превентивни активности со цел потсетување на возачите за безбедно патување во зима, односно за нивната законска обврска која што стапи на сила на 15 ноември и ќе трае до 15 март следна година за задолжително носење на зимска опрема во возилата. Да, тоа стапи од завчера, се надеваме дека учесниците во сообраќајот или возачите ќе го почитуваат ова нешто. Како СВР Струмица водите и други превентивни активности. Ќе може да ни кажете, со оглед дека доаѓаат и новогодишно божигните празници, дали само фокусот ви е безбедноста во сообраќајот или пак делувате и на други подрачја? СВР Струмица континуирано не само превентивни активности од областа на сообраќајот, презема и низа превентивни активности во областа на криминалитетот и јавниот ред и мир.
Овде ви споменала дека во основните и средни училишта се одржуваат едукативни работилници на тема врсничко насилство, преку кои учениците се запознаваат за поимот врсничко насилство, што тоа представува, како да се препознае, како да се превенира, но и како да се пријави. Исто така, со учениците се одржуваат и работилници со цел запознавање за последиците кои може да ги предизвика злоупотребата на наркотични дроги. Секојдневно граѓаните се информираат како да се заштитат од провални и дрски кражби, од измами, од семејно насилство, а оно што ги следува, како што споменавте, во следниот период, во пресред на новогодишните и божикните празници, ќе бидат превентивни активности преку кои граѓаните, а пред се младата популација, ќе се запознаат со штетните последици кои ги предизвикува употребата на пиротехнички средства, односно петарди, како и за законските одредби кои предвидуваат санкционирање на оние кои што употребуваат, но и оние кои набавуваат петарди. Така, секако дека ќе информираме и за оваа ваша активност. Александра, ти благодарам на оваа гостување во нашето второ линковско вклучување на јавниот сервис. Слушавме дека за разлика во првите 6 месеци од оваа година, во однос на првите 6 месеци од минатата година, намален е бројот на сообраќајките каде што имаме и жртви и повредени, но сепак од струмичката полиција или од секторот за внатрешни работи од Струмица апелираат на почитување на сообраќајните правила и прописи, но и задолжително носење зимска опрема со оглед дека веќе стапи во сила од 15 ноември. Кристина? Благодарам, Ване. Овие податоци ни беа потребни од Струмица.